Следниот говорник доаѓа како номиниран од Стопанската комора, значи прв кој што ќе го дознаеме од оваа листа, која подосна ќе ја видиме и во целост. И тоа од Гранит АД Скопје, да го поздравиме Андреа Серафимовски. Добро вечер на сите. Прво да се заблагодарам на Стопанската комора и на ТИРС да ми дадат можност ја да се обратам денес и да покажам мојата голема благодарност баш јас да бидам избран, за тоа да покажам и да докажам колку кај нас во Македонија вреди да се остане, вреди да се работи, што тоа би значило и за младите, но и за нашите фамилии и постарите граѓани. Мило ми е денес што сум номиниран од повеќе аспекти, највеќе ми е мило што сум номиниран од аспект што не сум фан на PR, не сум фан на наместени интервјуа, на платени интервјуа и баш оваа номинација денес ми дава надеж дека нешто кај нас и вреди и треба да се трудиш за нешто и треба нешто да постигнеш, тоест да ти даде некој признание без тоа да го бараш. Баш овој настан еден од тие и благодарам на организаторите што даваат ваква можност, многу ретка е. Значи ова е моментот во кој што вреди да се трудиш и вреди да останеш во нашата земја. Како здружение, како претседател на здружението при Стопанската комора, често ми беше поставувано прашањето како имам време да учествувам, да бидем претседател веќе 8 година во едно здружение кое е непрофитабилно, не финансиско, не носи никакви приходи, а има големи обврски. И после првиот мандат кога го завршив како претседател, баш се мислев дали да продолжам и што да правам понатака, но до мене дојде една информација која ме поттикна и погурна и по која што решив да се борам уште подлабоко, уште по-храбро и да успевам да подигнам и некој амбиент, бизнис амбиент на градежниците и да се трудам да направам подобро за сите, а без тоа да барам нешто за поврат. Тоа беше податокот дека после 5-та година дознав дека нашето здружение усвари било најголемо во моментот и со најголем раст во минатите 5 години, што нити тоа сме го воделе како статистика, нити сме барале таков податок да ни биде укажан, нити па сме целеле да бидеме најдобри, туку само сме се труделе да бидеме што подобри и подобри, да ги нашите членки им удоволиме повеќе и да им обезбедиме подобри услови за работа. Токму тоа мене многу ме поттикна за да продолжам со работата и да ги прескокнам сите оние чекори, сите оние обструкции, сите оние демотивации со кои се соочуваме во општеството, да ги на некој начин ставам на страна сите оние луѓе кои што ги во меѓувреме многу ни беа потребни да ги сработиме сите наши задачи, а кои што на одредени начини ни укажуваа на тоа дека во моментот немаат време за тоа. Мораме да бидеме поодговорни кон општеството ако сакаме општеството да ни врати. Мора да се смениме, мора повеќе да мислиме за тоа во кое што живееме, мора многу да дадеме за малку да ни се врати. За жал кај нас се обратна ситуацијата и затоа мораме нешто да промениме кај себе. Додека сами не се промениме, не можеме да очекуваме ни промена во општеството. Ако може Америка од пред 3 години да има тренд на тоа да богатите фамилии како Рокфелер и слични своите внуци и правнуци да ги вработуваат во општествените и административните институции, затоа што Америка оценила дека нивната администрација е слаба и треба да се појача, и ако може да ги жртвуваат своите чеда на толку лагоден живот и на толку големи привилегии, би можели ние малце повеќе се потрудиме да направиме нешто подобро за Републиката. Ви благодарам.